Дали сте слушнале дека во знак на спомен кон родниот крај на своите родители, но и како почит кон култот на словенските просветители Свети Климент и Свети Наум, односно почит кон православието воопшто, Михајло Пупин одлучил да обезбеди средства како подарок за македонците. Кога вторпат по Првата светска војна во 1921 година ја посетува Југославија, Михајло Пупин решава да изгради камбанарија и наредува да се излее најголема камбана на Балканот и да се постави во црквата Света Богородица Перивлепта Свети Климент во Охрид. Камбаната ја нарачал преку својот пријател доктор Нико Жупанчич во Љубљана. Тежела 2300 килограми, а била донесена во Охрид во јун 1923 година. Затоа на 6 август истата година во весникот Јужна звезда, кој излегувал во Битола, меѓу другото пишувало: во старославниот историски град Охрид звони денес на бедемот на Свети Климент, најголемата камбана на Балканскиот полуостров. За оваа камбана Михајло Пупин платил 129.000 тогашни динари, а меѓу пријателите ја нарекувал камбана за ослободување на Македонија. Дали знаете дека познатиот Горенички мост, по кој некогаш минувал и познатиот пат Вија Игнација, при градењето на браната на Дебарското езеро, бил разурнат, иако бил историски споменик заштитен со закон. Ветувањето дека со истите камења мостот некогаш повторно ќе се подигне, не е исполнето до ден денес. Кон крајот на 60-тите години, кога почна да се полни вештачката акумулација на Дебарското езеро, бидејќи Гореничкиот мост по кој минуваше Вија Игнација беше под заштита на Заводот за заштита на културно-историски споменици, камењата од мостот уредно биле дислоцирани, со цел тој повторно да се изгради над реката Радика во делот на областа Долна река. Но тоа никогаш не се случи. По демонтирањето, конструкцијата и камењата беа лоцирани во еден објект во близина на Бошков мост. Потоа имаше одложување на подолг период, а камењата, како што минувало времето, малку по малку исчезнувале. Добар дел од тие камења завршија во изградбата на авлиски ѕидови или куќи во некои дебарски населби. Интересно е да се каже дека Горенечкиот мост, како објект, се уште формално е на листата на заштителни културно-историски споменици на Македонија.